А Берово, како владеички регион од истокот, успева да плени со својата богата историска ризница, кое што е огледало на некогашната борба, самопочитување и аманет од нашите предци, кои што со храброст и упорност успеа да се изборат токму на 23 август да ги исползуваат темелите на слобода и независност. Во чест на некогашниот 23 август, Берово денеска е со поквалитетен и поудобен живот, градејќи со живот за сите, без разлика на полот, верата и припадноста, а нормално се со цел за едно ново подобро утре. И затоа, во таа чест, вечерва и наредните неколку вечери, ќе говориме и сме собрани тука, да искажеме една благодарност за она што сме и она што ќе бидеме, а пред се да направиме една добра забава, која што веќе е немировна традиција по 11 пат за Берово. И затоа, дозволете ми да ви кажам, добро вечер и добре дојдовте на овогодинешниот етноплоштад фестивал, кој што го претвара Берово во една посебна магична атмосфера, давајќи му посебна величина, достојна за вистинските вредности. Добро вечер и на вас, кои што ни доаѓате од другите краишта на Македонија. Добро вечер и на сите вас, кои што успеавте да излезете од хоризонтот надвор од соседството. Се надевам дека оваа година ќе успееме да оставиме нови моменти за паметење, нови пријателства и воедно да уживаме се до изгре сонцето, отинели сите патишта и онака водат кон Берово. А Берово како Берово успева од најразлични сфери да ги прегрне уметниците, да ги освои светот, да го сплоти во една нова култура и да покаже дека оваа сцена го оправдува статусот на еден од најдобрите фестивали, не само во Малешевијата, туку и во регионот. Вечерва и имам честа и задоволството да го поканам првиот човек на општина Берово, господин Звонко Пекевски, да го прогласи фестивалот за отворен. Градоначалниче, повелете. Почитувани дами и господа, почитувани гости, почитувани присутни. Добро дојдовте во Берово на 11-тото издание на етноплоштад фестивалот. Чест и задоволство ми е да го отворам традиционалниот сајам на локални производи, Малешевијата на Данка и етноплоштад фестивалот во Берово. И да ви посакам во овие неколку денови да уживате во богатата фестивалска програма која ние како општина, подпомогнати од неколку општествено одговорни фирми, успеавме да ја организираме. Во таа насока, посебна благодарност сакам да искажам до Министерството за култура и до господинот Благој Хаџиски Зелин, со чија подршка оваа година фестивалот ќе понуди богата културно-уметничка програма. Преку ваквите манифестации, честно и објективно се вреднува вложената енергија и креативниот напор во создавање на трајни вредности и нивно негување. И се отвара можност на присутните да се запознаат со значењето на традицијата на ова поднебје, со продуктите кои се негуваат овде, со песните и орада, кои од колено на колено се пренесувани, а денес сите ние, како негуватели на традицијата, имаме должност да ги пренесуваме и понатаму. Се надевам дека креирањето на позитивни настани, создавањето на дела кои ќе останат во спомените, ќе бидат мотив повеќе општина Берово да го зголемува бројот на културно-уметнички манифестации и да ги брендира и популаризира своите продукти. Годините минуваат, а светот се менува, собираме спомени, негуваме вредна творечка енергија и испишуваме нови културни страници. Во интерес на развојот на културата и презентирање сите вредности на општина Берово и пред се, во интерес на жителите на општина Берово, и сакам да укажам дека локалната самоуправа во целоски се стреми кон се поголема афирмација на фестивалот и презентација и брендирање на производите од нашата општина. Дозволете, од бината на етноплоштад фестивалот, како градоначалник на општина Берово и на сите учесници и гости, да ви посакам пред се добро здравје, лична и семејна среќа, топло прием на ова фестивалско издание и го прогласувам 11-тото издание на етноплоштад фестивалот Берово за отворен. Благодарам.